Општините од источниот регион интензивно се подготвуваат за предстојната летна сезона и ризикот од шумски пожари. Во координација со Дирекцијата за заштита и спасување, општините, јавните предпријатија, кризните штабови, територијалните противпожарни единици, како и доброволните противпожарни друштва, се одржуваат работни средби на кои се анализираат искуствата од минатата година и се утврдуваат мерки за поефикасно справување со пожарите. На вчерашниот состанок во Виница, како и на денешниот во Пробиштип, беше нагласена потребата од силна меѓуинституционална соработка, навремена размена на информации и координирано делување на терен. Состанокот е со цел да се сумираат прошлогодишните резултати и нешто од оно што се случуваше во задните години да го искористиме како предност во летниот период кој доаѓа. Што значи ова? Комплетирање на материјално-техничките ресурси, комплетирање на човечки ресурси, почитување на законските обврски, како на заштита и спасување, така и безбедност и здраве при работа и она што треба со почетокот на летната сезона или на пожарите на отворено, како превентивни мерки да ги преземеме во следните 1-2 месеци. Покрај професионалните територијални противпожарни единици, значајна улога имаат и доброволните противпожарни друштва. Ангажманот на доброволни лица на отворен простор ни значи многу, пред се затоа што територијалната единица е со, да не кажам мал број, него недоволен број на пожарникари по законот и оние останатите институции кои имаат со закон се должни да обезбедат човечки ресурси, исто тие ресурси да бидат заштитени и опремени како треба да можат да излезат на терен. Во последните 5 години од постоењето на доброволното противпожарно друштво Кочани, кое се вбројува во едно од најактивните друштва, располага со 25 оперативни сертифицирани волонтери пожарникари. Во голема мера да, значи кога станува збор за поголеми пожари кои имаат зафацено поголема површина, да, се повикуваат на нас. Секогаш излегуваме во просвет во рамки на нашите можности. Соработката ни е солидна, практично сме сместени во еден ист круг, така да и нашите возила секогаш се ставени на располагање на нив и таквата соработка треба да продолжи и помеѓу останатите територијални единици со доброволните друштва. Најнов член кој ќе им се приклучи на семејството на доброволните противпожарни друштва е од општина Зрновци, кои во мај ќе имаат и првата обука од Дирекцијата за заштита и спасување.